Време е за вториот разговор, кој што исто така ќе ни биде колоритан, затоа што станува збор за Симпсонови, кои сите добро ги знаеме, затоа што повеќе од 3 децении се една од најпрепознатливите анимирани серии во светот, но она на што ние посебно ставаме фокус е дека во една од последните епизоди всушност има и македонски лик токму во Симпсонови. Ги пречекуваме виновниците за тоа, секако Невена Нешковска и Калина Нешковска, меѓутоа нема да го изоставиме и вашиот брат Наум, кој што сте заеднички тимот кој што го донесовте македонскиот лик токму во Симпсонови. Благодарам што издвоивте време и што утрово ќе разговараме за ова. Фала што не поканивте. Благодариме. Задоволството е наше. Како почна приказ на тебе на почеток? Со Симпсонови. Да, така. Почна во Беркли, школата за музика во Бостон. Таму работев со едно момиче, се викаше Кара, се уште се вика, Кара Талви. И со Кара во библиотека работевме, таа учеше филмска композиција, јас учев обична композиција. И така, и другарки бевме, таа замина, јас се уште учев, продолжев да учам. И почна да работи таа за компанија Bleeding Fingers, всушност е на познатиот композитор Ханс Зимер компанија. И сега е таа под Ханс Зимер, ја прави цела музика за шоуто Симпсонови. Значи, од почеток до крај се прави. И така ми пиша пред година и пол, ќе можно е да има македонски лик во Симпсонови. Ништо друго, така ми спомна и после некој месец ми вика, еј, дај преведи оваа песна. Една бейсбол песна, всушност, песна со која што пораснавме сите, мене ми е многу драга и си ја пеев ко мала. Тоа се гледа по капчето. Да. Всушност ние од Чикаго сме, ама ајде сега да не ме видат во Чикаго со оваа капа. Добро, за бейсбол доволно, така. Да. Ама што ќе речев и така, и ја преведивме песната, тој дел зеде малце повеќе време. Значи тоа е врз основа на тоа што Кара те знае тебе, така? Да. Македонец. Така баш. Значи ти си виновникот, главниот виновник за нашата промоција. Да, имаше уште една друга македонка таму, па мило ми е мене што ме сретна и што се познаваме и така. Калина, која беше вашата улога во создавањето на македонскиот лик во Симпсонови? Значи, све беше преку сестра ми. Значи, ни кажаа дека ќе има македонски лик, ни го дадоа сценариото, значи не само музиката и сценариото, и ни кажаа да го направиме да звучи најмакедонски што може. Така да брат ми и сестра ми го разгледа сценариото, смена некои сцени за да биде по-македонски, да звучи по-македонски, и потоа и после снимавме за вокалите, ги снимавме. Всушност за вокалите вака беше. Таа ми рече, ајде, ти сакаш да ја пееш? И реков, ајде, да, ќе испеам. Ама некако јас, зашто за Дарко Биберко шоуто наше исто така спремам монтажа и треба да размислуваш и за понатаму, ако нешто ќе потреба. И реков, викам, сакаш брат ми, сестра ми да пеат како хор да е ова? Вика, добро, ај снимај ги. И тие всушност на телефон се снимаја. Во Чикаго беа, јас Лос Анџелес, и ми пратија и го исчисти вака и го пратив. И на крај испадна тој да е најубајот дел и да ги користат нивните вокали. И многу ми е мило така што можев да ги внесам. Всушност не им беше дел од помислата, ама ете ја примија таа сугестија. Сега морам да ве прашам со оглед на тоа дека Симпсонови многу работи предвидеа досега, збориме на политички, општествени ситуации, настани и така натаму. Имате ли можеби некакви информации зошто тоа е така? Дали одиме по нив, значи по нивното сценарио го живееме или навистина се случуваат бабавања моменти? Мислам дека има нешто во тоа. Ко бев мала, зашто ние ко стасавме во Америка, скоро ексклузивно Симпсонови гледавме првите неколку години. Верував во такво нешто. Има некои кои што се малце како бабини деветини, ама мислам Знае Невена повеќе по изразот на лицето, се гледа дека може би во главните. Кај ова прашање не го очекував. Моравме да. И сега како и да се соработува со нив и со такви продукции кои што кажавме 3 децении се најпрепознатливи и реално е предизвик да се соработува, меѓутоа исто така и поставува многу повисоки цели во вашите кариери поединечно.
Па така, мислам, добро... Да, мислам, ова ни отвори шансата да бидеме дел од SAG-AFTRA, што е синдикат за актери и за пејачи. И мислам, заштитени ти се правата како актер, како пејач. Има шанса да добиваш дополнителни плаќања на епизодите, ако се емитуваат пак и такви некои работи. Исто така си дел од мислам на веб страницата, таму има секакви проекти, така? Каде што можеш да аплицираш. Да, и немаш таков пристап ако не си дел од тој синдикат. Дивеќе неизбежно да го спомнеме и успехот кој што го постигнавте со Дарко Вибрко. Невена ни кажа дека успешна турнеја имате зад вас. Во кои градови, колку луѓе и деца всушност собравте? Да, имавме во 3 града, бевме во Скопје, во Тетово и во Охрид. И имавме во Скопје имавме сигурно околу 2000 души, Тетово беа околу 600-700, да, Охрид сигурно беа 1500, значи имаше многу заинтересирани, многу дечиња. Останавме со сите, се сликавме буквално по сат и пол, седевме и се дружевме со тие кои што можеа да издржат да чекаат во линија. Зашто премногу имаше народ и сето тоа, ама многу, значи, претерано ни е мило што можевме ова го направиме, па се надеваме да се вратиме во август, барем една од нас во август да ја продолжиме оваа тура низ остатокот од Македонија. Вие живеете во Чикаго? Да, јас во Лос Анџелес. Јас во Чикаго. Да. Студиравте на Беркли или само Невена? Само јас. Да, ама таа работеше во истиот град. Што е следно, кажете ни накратко? Молим? Што е следно? Кои се вашите нови планови, бидејќи ова... За мене следно да се вратам тука всушност и да го... За стално? Па не знам за стално, ама барем да го изградиме, да најдеме тим, убаво да го разработиме овај проект. Би ни значило многу. А за Калина? А за мене јас ќе работам колку што можам од зад сцена и кога Невена ќе биде во Америка, ќе бидам и пред сцена. Мора да се додополнувате. Благодарам многу за издвоеното време утрово. Посакувам многу среќа, а секако кога во август ќе се вратиш Невена, тука сме ако има нешто ново да пренесеме. Важи, фала ви.